Црнци и белци, апархеид, страф на власта. Вака течеше убедувањето за собранискиот дневен ред. Првиот меѓу еднаквите, спикерот Велјановски, си кажа, ке се работи како што тој смета дека треба да биде. И наместо како што најави се пофали дека на 16 мај ќе има историска седница, само со закони од опозицијата, пред опозицијските закони сепак се наредија оние предложени од владата. Стравот на власта од позитивната кампања на СДСМ и коалиционите партнери во ова собрание кулминира. И доправа позитивните ефекти ќе се видат, бидејќи граѓаните ја поддржуваат таа кампања, впрочем погледнете ги денешните најнови анкети. Од тие причини, господине председателе, ве молам, објаснете зошто законите поднесени од опозицијата се последни, после месец дена ставени на дневен ред, а криминални, корумпирани, деловнички неиздржани, дел и противуставни закони, вие ги фаворизирате. Сега го прочитав дневниот ред согласно она што јас сметам дека така треба да биде. Инаку, господин Игор Ивановски, и вие пред да видите координатор на пратеничката група, во прошлиот парламентарен состав имаше друг координатор, не знам кој извршивте примов пред дали ви кажа дека како и претходно функционирал собранието согласно деловникот, и не започнува од вас. Опозицијата уште пред месец дена реагираше зошто Велјановски дели седниците. Јас тогаш реагирав процедурално дека во Македонија не дај Боже се воведува апартеид. Закони за црнци и закони за белци. Или пак закони од позицијата и закони од опозицијата. Од никого не предизвикан, Амди Бајрам реплицираше. Се јавам по процедуарно, затоа што господинот Горан, мојот колега, овдека во парламентот и Република Македонија, црнци и белци не навреди овдека, затоа што припаѓам према црнците, најнормално, затоа што јас сум муслиман. Смеете се вие, смеете се. Смеете се, вас ви одговара ова, но не е вред, зашто јас сум муслиман. Има муслимани црнци, има овдека и опозиција, и позиција, и све постојат овдека разни националности. Верски нацизам не треба да овдека вие ширите во парламентот на Република Македонија. Моментално ја знаете ситуацијата во Република Македонија. Каква е, што е? Знаете што се дешава во Република Македонија? Ги подгреавате, колега, овие работи и овдека сакате да ја проширите работата и во парламентот. Јас барам од вас едно јако извинување према пратениците и јавноста на Република Македонија. Друг пат да не ви се деси овде во парламентот тоа. Велјановски појасни, собранието мене ме избра и се пофали, мислам дека добро работам.